Опис на Божиот збор. Библијата вели: не живее човек само од леб. Во петата книга Мојсеева, 8 глава, 3 стих, стои запишано вака: те смируваше и те мореше со глад, а потоа те хранеше со мана, за која не знаевте ни ти, ниту твоите татковци, за да ти покаже дека човекот не живее само од лебот, туку дека човекот живее од се што излегува од Господовата уста. А во книгата на Јов, 23 глава, 12 стих е запишано: не отстапувајте од заповедите на неговите усни. Ги чував словата на неговата уста повеќе отколку секојдневната храна. А пророк Еремија вели: кога ми дојдоа твоите зборови, јас ги голтав. Твоите зборови го восхитија и го зарадуваа моето срце, зашто се викав со Твоето име, о Господи Боже над воинствата. Исус Христос за самиот збор вели, а тој одговори и рече: напишано е, човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бог. Евангелие според Матеј, 4 глава, 4 стих. Божиот збор е радост и светлина. Псалмистот Давид запишал: Господовите повелби се праведни, го веселат срцето. Господовата заповед е светла, ги просветлува очите. Понатаму вели: Твоето слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Објаснувањето на Твоите зборови просветлува и ги вразумува простодушните. А мудриот Соломон во Пословици 6 глава, 23 стих запишал: зашто заповедта е светилник, законот е светлина, опомените на изобличувањата се пат кон животот. Апостол Петар во неговото послание 1 глава 19 стих 2 Петрово запишал: и така имаме подсврсто пророчко слово, а вие правите добро што внимавате на него како на светило што свети на темно место, додека не осамне денот и деницата засвети во вашите срца. Библијата се нагласува дека е сладка како мед. Поскапоцени се од златото, од чистото злато. Посладки се од медот, посладки од капките на медовата пита. Во Псалм 119 вели: колку се сладки на моето непце Твоите зборови, посладки се од мед во мојата уста, Господе. Божиот збор е вечна книга, вечен збор. Псалмистот вели: о Господи, Твојот збор останува довека, постојан како небесата. А Исаија пророкот вели: тревата се суши, цветот овенува, но Божиот збор на нашиот Бог останува довека. Во Евангелието според Матеј, 5 глава, 18 стих е запишано: зашто вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, ниту најмалата буква, ни цртичка, не ќе ја снема од законот, додека не се збидне се. Исус вели: небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. А апостол Петар нагласува: зашто секое тело е како трева и сета нејзина слава како цветот трева. Тревата се осушува и цветот и опаѓа, а Господовото слово останува довека, а тоа е словото кое ви е објавено како Евангелие. Библијата е Господова книга. Пророкот Исаија во 34 глава 16 стих вели: истражувајте во Господовата книга и читајте, ниедно тоа не изостана, зашто неговата уста нареди така и неговиот дух нив ги собра. Божиот збор е возлюбено слово, возлюбен збор. Псалмистот вели: мојата наслада е во Твоите заповеди, зашто ги возлюбив. Ги сакам, ги засакав.
Потоа истиот псалмист Давид вели: помил ми е законот на твојата уста, отколку 1000 златници и сребреници. О, колку го љубам твојот закон, по цел ден размислувам за него. Твоите зборови се испитани многу, и затоа твојот слуга ги љуби. Божиот збор се споредува како дожд и вели: како што паѓа дожд и снег од небото, непрекинато, додека земјата не се напои, не се оплоди и не се зазеленее, за да му даде семе на сеачот и леб за јадење, така словото што излегува од мојата уста не се враќа при мене без плод, туку го прави онаа што сакав и ќе го изврши она заради кое го испратив. Библијата е всушност уживање и наслада. Пророкот Еремија вели: кога ми дојдоа твоите зборови, јас ги голтав, твоите зборови го восхитија и го зарадуваа моето срце, зашто се викав со твоето име, о Господи Боже на двоинствата. Понатаму Божиот збор се споредува како оган што гори. Еремија вели: затоа вака зборува Господ Бог на двоинствата. Затоа што зборуваа така, моите зборови во твојата уста во оган ќе ги претворам, а овој народ во дрво, за да го голтне огнот. Не е ли мојот збор како оган, говори Господ, и не е ли сличен на млад што е крши карпата? Да, мојот збор е таков. Тој збор или Бог е автор на Божиот збор на Библијата. Пророкот Еремија запишал: во 4-та година на Јоаким, јудејскиот цар, Господ му го упати оваа слово на Еремија: земи книжен свиток и запиши ги на него сите зборови што ти ги реков за Израел, за Јудеа и за сите народи, од денот кога почнав да ти зборувам, од деновите Јосиини до денешниот ден. Значи, нагласокот е: земи ги сите зборови, запиши ги, јас што ти ги реков. Потоа во Езекијел 1 глава вели: во 30-та година, во 4-тиот месец, во 5-тиот ден кога бев меѓу заробениците при реката Хевар, небесата се отворија и јас видов Божјо видение. Во 5-тиот ден на истиот месец, во 5-та година, откако го одведоа во робство царот Јоаким, Господовото слово му дојде на Езекијел синот Вузиев, свештеник во халдејската земја при реката Хевар. Господовата рака се спушти врз мене. А самиот апостол Петар нагласува: знајте го ова пред се, ниедно пророштво во писмото не може да се толкува како кој сака, зашто никогаш пророштвото не дошло од човечка волја, туку светите Божји луѓе зборувале носени од Светиот Дух. Значи, авторот на Библијата е Бог. Тоа е погодно слово како духовна храна. Езекијел вели и ми рече: човечки сине, проголтај го тоа што е при тебе, пред тебе, и изеди го тој свиток, та оди и проповедај му на Израелевиот дом. Сите луѓе имаат потреба од словото, од Божиот збор. Во Евангелието според Матеј, 4 глава, 4 стих е запишано: човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бог. Божиот збор е чист како вода. Во Ефесјаните 5 глава 26 стих стои запишано вака: за да ја освети, се мисли на црквата, очистувајќи ја со водно капење во Словото, и да ја представи пред себе славна црква, која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. Божиот збор е духовен меч. Павле вели: земете го шлемот на спасението и мечот на духот кој е Божиото Слово. Тоа е важно и за читање. Кога ќе се прочита оваа послание при вас, погрижете се да се прочита и во Лаодикејската црква, а она од Лаодикеја прочитајте го и вие. Значи, тоа е многу важно за читање.
Тоа слово е инспирација од Бог. Напишано е, зашто од детството ги познаваш светите писма, кои можат да те направат мудар за спасение преку верата во Исус Христос, зашто целото писмо е од Бог вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Тој Божи збор е динамичен, зашто е запишано во Евреите 4 глава 12 стих, зашто Божиото Слово е живо и делотворно и поостро од секој меч, остар од двете страни, и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и на мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето. Божиот збор е како млеко за растење. Во Евреите 5 глава 12 стих до 14 е запишано, имено, според времето требаше да бидете учители, меѓутоа вам ви е пак потребно да ве учи некој на основните начела на Божите пророчки зборови и станавте такви што ви е потребно млеко, а не тврда храна. Зашто секој кој се храни со млеко не е неискусење во словото на правдата, зашто е младенец, а тврдата храна е за полнолетните кои преку навика ги извежбале сетилата да разликуваат добро и зло. Петар вели, како новородени деца, копнете по чистото духовно млеко, на Словото, за да пораснете преку него за спасение, ако сте веќе вкусиле дека Господ е добар. Божиот збор е и духовно огледало на душата. Апостол Јаков пишува, зашто кој го слуша Словото, а не го извршува, сличен е на човек кој го наблюдува своето природно лице во огледало. Ќе се погледне и ќе замене, и веднаш заборава каков бил. А кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, тој како незаборавлив слушател, туку како вистински извршител, ќе биде блажен во својата дејност. Бог нека ве благослови, почитувани слушатели. Амин.